Дали знаете дека меморијалниот центар посветен на жртвите од Холокаустот во Скопје е еден од 4 такви во светот, покрај центрите кои ги има во Израел, Германија и Соединетите Американски држави. Секоја година на 27. јануари УНЕСКО му оддава почит на споменот на жртвите на Холокаустот и ја потврдува својата непоколеблива посветеност да се спротистави на антисемитизмот, расизмот и другите форми на нетолеранција, што може да доведат до насилство. Датумот ја означува годишнината од ослободувањето на нацистичкиот концентрационен логор Аушвиц-Биркенау од страна на советските трупи на 27. јануари 1945 година. Официјално, овој меѓународен ден беше прогласен во ноември 2005 како меѓународен ден за комеморација во спомен на жртвите на Холокаустот од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Македонија, преку изградбата на меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија во Скопје во 2011 година, изграден на местото на некогашното еврејско мало, создаде место за сеќавање на 7148 убиени македонски евреи. Дали знаете дека иницијативата за прогласување на 26. февруари за Светски ден на еколошкото образование од 1975 година потекна од Меѓународниот семинар за еколошко образование, кој тогаш се одржа во Белград, некогашна Југославија. Од 1975 грижата за животната средина и нејзиното зачувување е голем предизвик за луѓето и организациите посветени на животната средина. Целта на одбележувањето на овој датум е да се идентификуваат еколошките проблеми на сите нивоа и да се подигне свесноста кај населението и владите за потребата од чување и заштита на животната средина.